Доаѓа нова година, а дворот на семејството Варилови од Кавадарци повторно е претворен во новогодишна бајка. Голема природна елка, украсена со многу лампиони, новогодишни светилки, многу украси. Уште на почетокот на декември, целото семејство е вклучено во украсувањето, прават планови, измени од претходните години, се со цел да уживаат и самите во новогодишен амбиент, но и да им дојдат гости кои ќе бидат задоволни, а секоја година имаат подароци за најмладите. Ни прави големо задоволство. Мене и на целата фамилија, а покрај нас го правиме и за останатите. Така да и секоја година поканувам дечиња. Било што да ги израдуваме по некоја чесе. Така и оваа година ми е посебна година. Оваа година славев 25 годишнина од бракот. Тоа се гледа и по срцето што е се уште останато на базентот. Целото семејство беше возбудено. Нагости годинава ги поканиле децата без родителска грижа од домот 11 октомври од Скопје. Нив ги пречекаа Дедо Мраз и Снежана. Им даруваа по едно кесе, а дечињата се восхитуваа на прекрасниот амбиент. Од нивно име, за поканата на Варилови се заблагодари директорката на домот, Ристенка Атанасова, која рече дека секоја година дечињата се дружат со хумани луѓе. Посебна чест и задоволство ни е да бидеме во овој крај, бидејќи децата треба да ни ја запознаат Македонија, и посебно вака хуманите луѓе, кои што од срце многу емотивно ме дирнува, бидејќи е направено со свој собствен вкус, нели, и уредувањето на дворот и замислата како да се дочекаат дечињата. Варилов вели, иако требаат финансии за сето ова да изгледа вака, сепак за него најважно е да ужива. Финансиски секако е потребно, сето ова да се среди, и јас стално кажувам дека песничката Елко порасни уште 2-3 педи, единствено е кај мене. Не знам дали и на друго место, али кај мене елката е чисто природна и стварно секоја година расте и така стално треба по некој лампионче да се купе, ламбички, било шо, макар и најситните работи, али сепак задоволството е најголемо, без разлика на трошокот. Домот на Варилови е отворен за секој добронамерник, за секое дете. Било кој ќе дојде во куќата е добродојден. Претежно се наши дечиња од пријатели, од невеста кај што работи од фирмата, да речеме, и така. Али кој ќе дојде е добродошол. Ако не повеќе, јас кажав, барем ако нема чест, едно чоколадо ќе има, значи сепак ќе биде задоволен. А доволно е да го види ова што е убавината во која што јас секоја ден уживам. Варилови ги испратија дечињата од домот 11 октомври, а веднаш по нивното заминување имаше и други дечиња кои сакаа да уживаат во оваа новогодишна бајка.